Што има ново? Во овој контекст да те прашам и ЦРМ и други угледни медиумски организации, Издруженијето на новинари, постојано зборува дека законот се менуваше повеќе пати, тој сега личи на една збирка на одредби кои што често пати се контрадикторни една со друга и бара медиумската заедница една посеопфатна реформа на медиумските закони. Има ли волја кај институциите, кај носителите на власта, јавните функции, за да се влезе во еден ваков процес? Гледаш ли ти поместување во оваа насока или ќе продолжиме со оваа пракса на парцијално менување на законите? Вие во вашите извештаи констатирате дека тоа често пати се прави по барање на одредени групи на интерес. Например, се смени сега законот за внес на онлайн медиумите по барање на здруженијата на онлайн медиумите, претходно законот се смени за воведување на државното рекламирање по барање на националните телевизии. До кога со вакво парцијално менување со законите? Или имаме ли шанса за една сеопфатна реформа? На декларативно ниво сите наши влади тоа веднаш би го направили и се тоа би било супер. До сега исто и сегашниот министер за што е дигитална трансформација, нели, се одвои тоа од министерството поранешно. И тој декларативно вели нека се договорат стейкхолдерите, нели, заинтересираните страни, ние се што ќе се договорат меѓу себе ќе прифатиме. Меѓутоа факт е дека праксата до сега покажува, иако потребите од тие реформи се препознаени од многу одамна. Нас медиумското законодавство треба да се реформира уште од моментот кога првпат го донесоме таму во 97 година. Зошто не го прават? Како што спомнав, нели, цели поглавја се застарени, неадекватни за овој историски момент, не за друго. Имате цела технолошка револуција која што ги промени и аудиовизуелните медиумски услуги, што промени и пристапот до платформи за објавување и мислење и вести и така натаму, и ние тоа никако да се усогласиме. Сега имаме европскиот закон, регулативата за слобода на медиумите, и тоа би требало подитно да го донесеме. Меѓутоа, таа веќе го регулира на одреден начин, да речеме, спомнатото прашање на државното рекламирање. Тоа на многу полиберален начин од кај нас. Она што јас гледам кај нас и мислам дека не оди на добро е што ние наместо да реформираме цел еден сектор за да обезбедиме поквалитетни медиумски услуги, било да се аудиовизуелни, било да се на интернет, било да се и во печатени медиуми, иако тие, нели, веќе се скоро па минато, ние да ја чуваме сцената така како што е, наместо се грижиме да ги подобриме услугите, ние да се грижиме сцената таква што е, па какви услуги ќе даваат, нека даваат тие се услугите. И затоа гледаме бегство на публиката, практично, особено на помладата публика, која што бега од традиционалните од мејнстрим медиуми. Тоа се случува секаде во светот. Меѓутоа, она што кај нас не се случува е традиционалните медиуми скоро целосно се трудат да го игнорираат тој тренд и гледаат, окей, таа е публика што ја имаме, која што, како што спомна некој од колегите од секторот, и биолошки одумира, и не се трудат на ниту еден начин како да им пристапат на помладите, на новата публика, што значи дека во старт ја имаат изгубено таа една идна борбата за иднината, која што секако и овака и онака ќе биде дигитална и ќе биде се онлайн. Факт е дека до сегашните влади, не само ова, и предходните, му пристапуваат на тие потребните промени на медиумското законодавство на on-demand принцип, нели? Ако некоја група има доволно влијание и ако изврши доволно голем притисок на еден или друг начин или лобира доволно добро, тогаш окей, ќе усвоиме некакви промени во законот кои што би им одговарале на нивните барања. И окей, тоа е во ред, ние ќе ја чуваме сцената таква како што има, која што е презаситена, во која што инаку знаеш како, факт е дека малку е бизарно и до некаде е апсурдно ние да зборуваме дека слободата на изразување или слободата на информирање во Македонија биле проблем кога имаме 36-37 телевизии на различни нивоа, кога имаме 250-60 онлайн операции
како да ги наречам, кои што себе се сметаат за онлайн ньюс сајтови, иако де факто вистински производители на оригинални вести се можеби десетина. Сите други, сето тоа оди со препишување, умножување и редистрибуција. Јас би сакал ние да се фокусираме во тие реформи, на крај публиката да добие поквалитетни медиумски услуги, наместо ние да се грижиме дали некоја телевизија или некој онлайн медиум или вестник или што е да е, каква и да е платформата преку која оди тоа информирање или давање на медиумски услуги, како тие да опстанат. И тоа е, знаеш како, прилично е јасно во денешно време, барем така покажуваат едно чудо истражување во светот, а богами и емпириски показатели, дека се помалку луѓе во иднина и многу помалку луѓе, да речеме денес, од што биле во 2008 или 2007 година, ќе може да се занимаваат со новинарство како платена професија. Ќе може секој да се занимава со новинарство, но во, нели што се вика, за свој ќеф, во свое време и ако може без пари. Затоа што за жал така е, новинарството од секој пат зависело од други индустрии странични, од индустрија на адвертајзинг, од популарни содржини кои што ќе продадат нешто за да може новинарите да добијат плата и да си ја работат својата работа, нели, како јавно добро во јавниот интерес. Тоа ќе биде многу тешко да се обезбеди и најверојатно тие што ќе земаат плата како новини, ќе бидат платени да произведуваат квалитетно новинарство, ќе бидат многу малку и ќе бидат во некакви јавни медиумски сервиси. Задачата што сега ја имаме е некако да ја шириме таа идеја за тој тип на информирање, кое што е во суштина ограничена слобода на изразување, меѓутоа таа слобода на изразување е ограничена од стандарди што новинарите сами ги прифатиле и сами си ги наметнале, и тие се тие етички, нели, новинарската етика и новинарските стандарди. Како тоа да го прошириме на што повеќе луѓе, на што повеќе од новите играчи кои што влегуваат, инфлуенсери, подкастери, блогери, влогери, овакви, онакви, кои што сега се вклучуваат, меѓу другото и дали треба и како можеме да им ги наметнеме истите тие стандарди и на они што се занимаваат со јавност, што се занимаваат професионално со пропаганда, дали е таа економска, политичка и така натаму, затоа што и тие имаат некакви своји етички стандарди. Дали и како, тоа ќе биде тешка задача во денешно време, кога поларизацијата на општеството, на леви и десни, горни и долни, овакви и онакви, е се подлабока и се поголема, тоа ќе оди многу тешко. Оти очигледно е дека не само кај нас, значи насекаде во светот, практично сега имате вие паралелни медиумски сцени во кои што едните си информираат од нашите, условно речено, нашите медиуми, и други се информираат и преку тие линии одат само стрели, секирчиња и пцости и клетви и така, и никој никому не верува. И тоа не е прашање што ќе можат да го решат само медиумите. Тоа не е прашање што ќе можат да го решат невладините организации што се занимаваат со медиумите. Тоа е прашање и пред се и на образовен систем и на целото општество. Јас сум сигурен дека ова на крај, знаеш, затоа сега ова е онака прилично див запад, на крај тоа ќе изроди со некакви правила. И нешто ќе се случи. Дали тоа ќе биде органски, зашто никој нема време, и тоа е главниот проблем за такви решенија да излезат органски од самата заедница, потребно е многу време и во еден момент да седнат сите страни да се договорат, што сега, да бидам искрен, изгледа прилично невозможно, или ќе мора регулаторно да се решава. Меѓутоа, гледаш, таков е светот денес. Проблемот е што вие се обидувате регулаторно да решите платформи кои што не се ваши. И кои што многу име гајле вие што Европската унија тоа го прави со сите главни социјални мрежи, сите нови платформи генерално се американски или кинески. И знаеш како, ако едно нешто ме радува, тоа е што ќе биде многу интересно.
целата таа работа ќе биде многу интересна, ќе има многу работа и за вакви муабети, и за размислување, и за предлози, и за све. Меѓутоа ќе бара и многу убедување, меѓусебни разговори, а моментално, што е исто така проблематично, ја не гледам некаква желба од тие, условно речено, 2 или повеќе страни кои што меѓу себе се гледаат помалку или повеќе преку нишан, дека има желба да се знаеш како, од новинарските стандарди, новинарската етика се прилично едноставни. Тие бараат, ако листот хартија е бел, тие бараат да ми кажеш дека е бел. Не ми кажеш дека е црвен. Слободен си да кажеш, мене не ми се допаѓа тоа што е бел. Или не ми се допаѓа, мене нема да ми се допаѓа ако биде црвен. Меѓутоа да се договориме дека листот хартија е бел. И дека мастилото е црно. Ја би бил со толку задоволен, затоа што уште една работа што гледам денес е многу малку доверба во публиката. Колку публиката ја губи довербата во медиумите, толку и медиумите, ми се чини, има одма контрреакција, па и медиумите многу не веруваат на публиката, па нели, знаеш, многу интересна, мислам, стварно чудна е чија беше таа некоја стара поговорка, што е полуклетва да даде Господ да живееш во интересни времиња. Ете, нас ни падна графчето што се вика, да живееме во такви интересни времиња, во сите области, па меѓу другото и во медиумите. Мора да бидеме оптимисти дека на крај тој еден процес ќе изроди со некаква нова медиумска сцена, во која што, особено во тој информативниот дел, затоа што забавниот дел веќе се одвои и него му се гледаат контурите како тоа ќе изгледа, меѓутоа, барем во информативниот дел, ќе имаме меѓу другото и квалитетни. Знаеш, ја ова го зборам сега како прилично старомоден медиумски консумент. Јас и денес гледам еден ньюс сайт дневно, гледам едни вести на телевизија, затоа сум избрал да ги гледам. И затоа што, да бидам искрен сега, не сум многу заинтересиран да ги гледам сите, па да споредувам кој што како прави. И онака, неколку пати тоа сум направил, сите личат едни на други. Она што треба да го направиме и што мора да го кажам, е да се погрижиме конечно од онаа голема зграда, која што веќе и не е тоа што беше, затоа што поголемиот дел од таа зграда веќе не е Македонската радио телевизија, јавниот радиодифузен сервис, е него да го средиме и од него да направиме тоа што треба да биде. А тоа ќе треба и многу волја, и многу труд, и во крајна линија ќе треба и малку повеќе финансиски и материјални средства да вложиме во него, колку што вложувавме досега, затоа што последните 30 години ние постојано го подценуваме, го подфинансираме, океј, го имаме затоа што сите го имаат, а нешто многу работа не ни врши, така го гледаат политичарите, така го гледаат и кој ќе почнат политичарите, кај нас политиката ги следи. Они сите се нели народни трибуни, некои од невиден ранг. Значи, ја би сакал тоа ние да го средиме. Комерцијалната телевизија ќе си најде своја ниша. Најверојатно сите ќе отидат како on-demand сервиси на интернет, на разни платформи. Печатот веќе е преселен целосно на интернет, така да она што ние го нарекуваме портали, што мислам дека е погрешна терминологија, во светот секаде денес нарекува online newspapers. Така што тоа ќе оди и знаете, таа дистинкција секој пат ќе ја има. Ја имаше и досега, имавте сериозен печат и имавте таблоиди, од кој што отприлика се очекуваше и го правеа истото ова што сега се прави на социјалните мрежи. А социјалните мрежи, освен со филтрирање и со прилично недемократски методи, нешто за што генерално ги обвинуваме држави како Кина, не знам, Кореја и такви, не можете тоа да го регулирате тек така. Мора само да бидете будни, кога навистина нешто сериозно ќе се случи во смисла на говор на омраза, сериозна дезинформација што може да доведе до последици по јавно здравје, по она, и тогаш да реагирате вистински доброчно, за да дадете пример. Прилично мрачна слика, меѓутоа се надевам, велам, дека тоа и сум прилично сигурен дека тоа во крај ќе извади нешто, затоа што ова не е многу различно од тоа какви биле, да речеме, печатените медиуми во 19 и првата половина на 20 век, политички памфлети и сите. Дејан, ти благодарам многу за овој разговор. Тоа има ново
што има ново.